Вонредни вести во 14 часот на 1 ТВ. Добар ден. Тројца македонски државјани загинаа во тешка сообраќајна несреќа ноќеска околу 1 часот и 40 минути, кога на влезот во Лесковац се преврте македонски автобус кој сообраќал од правецот Скопје кон Белград. Во болницата во Лесковац префрлени се 28 повредени, а во низ четворица. Од Лесковац во живо ја вклучуваме колешката Весна Велкова-Тодоровска со најновите информации за сообраќајната несреќа. Од режијата ме велат дека во овој момент ја немаме со камера, па затоа ќе ја вклучиме телефонски. Весна, повели со најновите информации за сообраќајната несреќа која се случи кај Лесковац. Да, екипата на 1 ТВ е на лице место каде што синоќа после полноќ околу 1 часот и 40 минути се случи тешката сообраќајна несреќа каде својот живот го загубија тројца луѓе, од кои еден маж и 3 жени, 32 повредени. Инаку веднаш да започнам со сликата што нашата екипа овде ја гледа на лице место, расфрлани торбици, сите оние малечки јастучници кои патниците ги употребувале при својот пат од Битола Завиена. Инаку станува збор за линија која секојдневно се движи на оваа релација. Автобусот е на струската компанија Евробус, каде што скоро секој ден, како што овде ни кажа, има свое патување. Значи, тие тргнале од Битола во 19 часот, и 30 минути поминале во Прилеп. Имало патници од овие два града, но и од многу други градови од Македонија. Инаку овде началникот на Нишката полиција рече дека веднаш притрчале на помош и дека тешка ноќ поминале со оглед на тоа што биле ангажирани и противпожарна екипа за да можат да ги извадат патниците. Значи, како што велат овде српските медиуми, во тек е идентификацијата на загинатите, значи од македонското МНР, па најавуваат дека во текот на денот ќе соопштат официјални детали. Инаку Евробус има, како што веќе реков, посебна линија што сообраќајува постојано, така да самите патници овде кои ги затекнавме на лице место, кои патувале со оваа линија, ни велат дека поминале тешка ноќ во која му се заблагодаруваат на Бога што преживеале. Тие накратко во разговор со еден од патниците кој не сакаше да даде изјава во камера, рече дека бидејќи било ноќ, нели, тие речиси целиот автобус, патниците во автобусот спиеле, така да не можат да потврдат што се случило. Одеднаш слушнале само тежок тресок и виделе дека автобусот ја поминува целата онаа заштитна ограда од автопатот кај српскиот град Лесковац. Значи, неофицијално инаку едниот возач е од Битола, возачот и совозачот не се повредени, но според српските агенции им било кажано да не смеат да дадат изјави. Во секој случај овде гледката е навистина страшна. Патници, освен тројца кои си бараат багаж, да си го најдат багажот и односно поточно својот пасош, како што рече еден од патниците, за да може да го искористи, нели, за пат понатаму. Тој ни рече дека, како што веќе нагласив кога се разбудив, рече дека чул викотници, видел луѓе со крвави глави и раце, некој слушнал само дека некој рекол дека има и загинати, не се сеќава дали некој и како повикал брза помош, но за половина час брзата помош била на лице место. Инаку неофицијално, според истиот овој патник со кој разговараше 1 ТВ, рече дека
попатно врнело дожд, но одеднаш почнало да врне и снег, што тој потврдува дека патот всушност не бил расчистен. Ние денеска возевме од Скопје до Лесковац по чист пат, но нашиот соговорник тврдеше дека чистењето почнало откако се случила тешката сообраќајна несреќа. Значи, инаку во болницата во Лесковац, според информациите што ние ги имаме, се префрлени 28 патници, во Ниш се 4. Според началникот на хирургијата во Лесковац, од 4 згрижени пациенти се со тешки повреди, но се во животна опасност. 23 се во ургентниот центар и се со полесни повреди, а на домашно лекување се пуштени 14 патници, но ќе останат во Лесковачката болница се до обезбедувањето на превоз до Македонија. Инаку, како што веќе реков, автопатот кај Лесковац е чистен, не е завеан, видовме и механизација дека чисти. Значи, уште еднаш да повторам дека автобусот ја пробил заштитната ограда и се превртел, а во меѓувреме ние го видовме автобусот овде исправен. Значи, тука се уште има полиција кои ги утврдуваат причините на тешката сообраќајна несреќа. Антонио, за сега толку, ако имаш прашање, повели. Весна, немам дополнителни прашања. Ти благодарам на овој исцрпен извештај. Секако остануваш во Лесковац да го следиш развојот на настаните. Те очекуваме и со слика во следните информативни изданија. Ние продолжуваме на истата тема. Како што претходно споменавме, маж на возраст од 68 години и 2 жени се загинати патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди и Македонското Министерство за надворешни работи. Идентитетот на мажот е познат, но не го соопштуваат, а се уште се работи на идентификување на двете жени. Според информациите од Министерството за надворешни работи, станува збор за автобус на компанијата Euroturs со регистарски таблички СУ3325АЦ. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. 28 пациенти се доведени во општата болница во Лесковац. Од нив 4 се примени на хирургија, 1 е опериран, 1 пациент е примен на ортопедија и 23 пациенти се кај нас во службата за ургентна медицина со полесни телесни повреди. Сите пациенти се надвор од животна опасност. По интервенциите направени ноќеска, очекувам состојбата да се нормализира. Маж на возраст од 68 години и 2 жени се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското Министерство за надворешни работи. Идентитетот на мажот е познат, но не го соопштуваат, а се уште се работи на идентификување на двете жени. Од Министерството за внатрешни работи на Србија потврдија дека 32 лица се повредени, но меѓу нив не се возачот и совозачот. Директорот на општата болница во Лесковац Небојша Димитриевиќ рече дека 3 лица од повредените се со тешки телесни повреди и се пренесени на хирургија, а 1 тешко повреден патник е пренесен на ортопедија. Radi se o 4 povređena iz Republike Makedonije. Kod svih je u pitanju politrauma. Niko od njih u ovom trenutku nije životno ugrožen. Vrlo brzo nakon prijema koji je bio jutros oko 3 časa i 30 minuta su primarno zbrinuti. Urađena je dopunska dijagnostika i svi su smešteni na kliniku za anesteziju gde se prate u svakom trenutku i u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja predviđaju se dalje eventualne dopunske dijagnostičke metode i terapije.
28 pacijenata je doveženo u opštu bolnicu Leskovac, od toga su 4 prijema na hirurgiju, jedan je operisan, a jedan pacijent je primljen na ortopediji i 23 pacijenta su kod nas u službi urgentne medicine sa lakšim telesnim povredama. Svi su pacijenti van životne opasnosti, tako da nakon tih intervencija koje su noćas urađene, očekujem da se stanje stabilizuje. Еден од повредените вели дека не се сеќава на несреќата бидејќи сите патници спиеле, а кога се разбудил, слушнал врескање и видел луѓе со крвави глави и раце. Набргу, според неговото сведочење, дошла брза помош и полиција, а потоа и пожарникари. Spavao sam, ne znam tačno kako se dogodilo, čuo sam samo da su ljudi zavrištali i u tim sekundama kad sam se razbudio, već se autobus prevrtao. Uopšte se ne sećam, jer sam ja spavala, kad sam se u tome našla, samo sam vidjela da sam dole i ništa drugo. Kako se osjećate sada? Pa dobro sam, ali malo nabijeno. Spavali smo, ali povrede nemam. Dobro sam prošla, nikakve, čekam ove putnike druge. Според информациите од Министерството за надворешни работи, станува збор за автобус на компанијата Евротурс со регистарски таблички СУ3325АЦ. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. Штото го пристигне информација од Министерството за надворешни работи дека идентификувана и втората жртва, тоест една од жените, станува збор за 68 годишна жена. Ние продолжуваме кога станува збор за безбедноста на патиштата. Низ целата територија на Република Македонија сообраќајот се одвива тековно по влажни коловози. На одредени патни правци кои поминуваат низ клисури и усеци, можна е појава на посетни одрони. Јавното предпријатие Македонија Пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината кон условите на патот. Дежурните екипи на ЈП Македонија Пат се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци да бидат проодни. Поради интензивни врнежи од снег на патниот правец Крива Паланка граничен премин Деве Бајр, воведена е забрана за движење на тешки товарни возила, информираат утрово од Автосојузот на Македонија. Минута и за временската прогноза. Во текот на денов врнежите постепено ќе се поместуваат кон исток и на повеќе места ќе поминуваат во снег со што снежна покривка понекаде ќе се формира и на пониските места во вечерните часови. Облачноста краткотрајно ќе се намали, па токму ова ќе услови значително опаѓање на температурите и утре наутро ќе се спуштаат во интервал од -7 до 2, додека на планинските места ќе се спуштат и под 10 степени. Веќе во текот на утрешниот ден циклонот Невен ќе услови ново зголемување на облачноста. Најпрвин на запад ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег, иако накратко на некои од пониските места можно е да бидат од дожд и снег кон крајот на денот и навечер. Врнежите ќе се интензивираат и ќе се прошират на повеќе места, со што ќе дојде до формирање на снежна покривка на повеќе места, додека на повисоките места и на планините значително ќе се зголеми. Почитувани гледачи, ова беше последната информација во вонредните вести во 14 часот на 1 ТВ. Останете со нашата програма. Како што претходно напоменавме, останува во следното информативно издание со слика од Лесковац, каде се случи сообраќајната несреќа во која тројца загинаа, повеќе од 30 се повредени. Повторно да ја вклучиме колешката Весна Велкова Тодоровска. До тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!